Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојавте. Ова е уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Првин да ви се извинам, бидејќи вечерва имам гостин и воопшто не го најавив. Не го најавив затоа што таков беше договорот и со телевизијата и со неговиот менаџер од X причини. Но, драги мои, имам особена чест и задоволство вечерва прв пат во студиото да ви го поздравам, да ви го презентирам, да ви го прикажам Даниел Кајмаковски. Даниел, добро вечер. Добро вечер, Јанко. Добре дојде. Честитам на победата на Скопскиот фестивал и честитам што ќе не представуваш на Евровизија. Благодарам многу. Даниел, ја би сакал значи, да ги прескокнеме на почеток како што идат сите актуелности. Мене лично многу ме интересира кој си, што си, каде беше до сега и така натаму. Ме интересира каде си родом, каде си пораснал, Епа, јас првите 6 години живеев во Македонија, во Струга, поточно во Мислешево. Роден сум во Струга. Во возраст од 5 или 6 години, 90 година, мислам, заминавме сите фамилиарно во Виена. Браво. Каде што живее на татко ми брат. И од тогаш сум таму. Таму се школуваше? Да, апсолутно, да. Браво, браво. Значи имаш онака врвно европско школување и манири, предпоставувам. Епа, со манирите не се согласував со се што го видов и што го запознав во Австрија. Така, во тек на време си најдов некоја средина, некоја мешавина од нашиот, да речам, јужни, македонски или балкански менталитет. Браво. И една мешавина од нивната дисциплина и култура, пошто гледам и предности кај нив, и предности кај нас, ама и лоши работи и кај нас, и кај нив. Така да си внимавав на тоа, добрите ствари да си ги оставам, да си ги прифатам за мене, а лошите колку што можам да ги одбијам. Или како што викаат, the best of both worlds. Точно така. Какви ти се спомените? Како ти помина детството таму? Како тинеџерскиот период? Епа, многу убаво. Например, првите 6 години во Македонија за мене беа многу волшебни, убави, природни, на едно убаво место, во убавата Струга. Кога заминавме, бев многу тажен заради тоа што заминавме во странство и многу сакав да се вратиме. Ја молев мајка ми, ајде да се вратиме. Но и првите години во Австрија беа исто многу тешки за мене. Не го знаев јазикот. Не ја знаев таа култура, за мене се беше нова. Јас до тогаш Струга не ја имав напуштено, а камоли да ја видам големата Виена. Значи еден цивилизацијски шок си преживеал, може да се каже. Да, голема промена се како со дете. омраза према да речам Југословени, така не бевме, да речам, немавме најдобар имидж, што Тоа беше почетокот и на војната во Југославија, предпоставувам. Да, точно. Те погодуваше тој антагонизам како млад човек, сигурно те погодувало ти. Јас во Македонија не доживеав ништо од војната. Ние бевме веќе заминати кога почна тоа, но го доживеав тоа во Австрија како странец. Значи, сите се беа заинтересирани, дали јас избегав од Македонија ради војната, мене не ми беше јасно што ме прашуваат. Да. Но колку и да звучи чудно, таа војна и музиката мене Ти овозможија полесно да се прилагодам во друштвото, во социјалниот живот во Австрија, пошто се сеќавам дека на крајот од првата година, кога учев во Австрија, на крајот од таа година требаше да се пее, нели, годината поминува и ги покануваат сите родители и сега треба да се пее песна. И нашата учителка одлучи да пееме песна на српско-хрватски, која беше против рат. Добро. И за мене беше тоа еден момент кога после една година нешто слушнав што го разбирав на некој начин. Ја слушам песната
сакаш за самата музика збориш? Дека ти Не пеја песна, го разбра јазикот да, што го разбрав говорат. јазикот. Така. Пошто нели една Идејата. година се трудев да научам јазик и да бидам Јасно. внимателен, значи да навикнам на се, да го научам. Македонски, а згоре и германски и српско-хрватски. А српско-хрватски беше песната. Да. Мислам дека се сеќавам точно како беше мелодијата. Пружи ми руку као брату брат, нек живи љубав, нек престане рад. И јас наеднаш само ги кренав раците и викам јас им викам. И учителката ти чекај чути сега вежбаме, ама тие нема појма како да пеат песната и јазикот. Не можев да седам мирен. И јас. А ти веќе имаше некој предзнаење, вака го препозна српско-хрватскиот, познавајќи колку толку од музиките, од песните од тоа време? Па нек престане рад и пружи руку, брат, нели се тие зборови што и ме интересира и како понатаму. И прво не доби внимание од учителката, но бев многу упорен и сакав да ја кажам дека го разбирам текстот, така се прв пат осеќав и јас можам нешто да кажам, пошто нели година дена чутев и ги слушав и им зборував на македонски, па тие ми се чудеа, ми се смееа, ја не знам зашто ми се смеат, зашто им е на луѓе. Чуден период. И ми вика што, ја викам јас да пеам некако, објаснувам и ајде да пееш. А бев музикален од првите мои години, значи уште кога живеевме во Македонија, ја презедов таа љубов за музиката од татко ми, пошто татко ми е пејач, свири армоника и пее народна музика. И многу ми се пееше. И јас ја отпеав таа песна и луѓето приметија че како дете има убав глас. И го разбира јазикот. И почнува нешто учителката да објаснува и на крај сватив дека јас треба песната сам да ја пеам пред сите тие. Не хорот. Да, не хорот, него Уште подобро. Даниел Кизазе ќе ја пее песната сам. И јас ја пеев песната против рат во едно време кога почна рат и тоа беше војната тоа во Југославија така. Тажен момент и мислам почетокот на кариерава ти е малку, нели, тежок. Мислам, сакам да кажам, тежок ти во снаоѓањето првата песна што се вика ако е некаков почеток, бидејќи гледам како со колку емоции и со колку светна во лицето кога говориш, што се очигледно оставило сирен емотивен белег кај тебе. Знаете што се случи, значи ја пеам на крајот од годината таа песна, добивам огромен аплауз од, да речеме, 300-400 луѓе. За прв пат во Австрија, поред труд и срам и сите тие чудни моменти што ги доживев, добивам аплауз. Тоа ми го отвори патот кон социјалниот живот. Имав многу повеќе пријатели, после тоа бев подобро прифатен. Да речам, еден многу добар старт со една песна во животот во Австрија. Прекрасно кажано, па тебе де факто и музиката те дефинирала како личност од тогаш па натаму? Мене музиката од тогаш ме чува, ми помага во тешки денови, кога имам маки, а и кога сум среќен. Музиката од тогаш ме прати, ме следи, ми отвара врати, ми отвара патишта и јас само ги следам. Сега малце посериозната, значи откако стануваш полнолетен, имаш ли некои настапи низ Македонија, што правиш? Збориме пред да дојде X фактор, нели, бидејќи ја искрено те запознав тогаш. Нели, тоа те лансираше и така натаму, ќе збориме и за тоа, едва и сакам да чујам и некои детали убави од таму, но ме интересира, имаше ли обиди ти претходно и тука и таму, например, како веќе возрасен пејач, на свој, да речеме, не знам, 19-20 години, фестивали, настапи или нешто, таму и тука ме интересира тоа. Се сеќавам дека кога имав 11-12 години, имав исто идоли кои ги сакав. Кој ти бе? Сонував да ги сретнам. Срам ми е да кажам сега. Зошто? Немој да се срамиш. Па добро, не за срамење. Не те притискам, ако сакаш кажеш. Кога бев многу мал, слушав, например, Boyz II Men, 112, Backstreet Boys. Супер! NSYNC и така. Супер! Па ти самиот си во таа мејнстрим линија.
Да, Де факто, на некој начин. Се- Као што се денеска One Direction, Republic и така Да, натаму. тие тогаш беа моите идоли кои сакав да ги сретнам. Нема зошто да се Мене не срамиш, ми нема. успеа и мене ми остана секоја желба, затоа се радувам со сите луѓе и со сите дечиња кои ќе ме видат и се радуваат. Сите ме прашуваат како го издржуваш тоа. Го издржувам зашто се сеќавам како ми беше мене, колку си посакував да сретнам еден од нив, ама за жал тие живеат во Америка. Да. И немав никогаш прилика да ги сретнам. И затоа ме радува кога можам јас. Зар не дојдо во Австрија ти? Се појави. Дојдоја, например, една од тие групи ги видов кратко на еден концерт, тогаш брат ми Далибор ме однеса, ме зеде со него, поголемиот брат, ме зеде со него и со неговото друштво, тоа за мене беше исто големо задоволство како помлад да смеам да излезам со нив и ме однеса како изненадување на тој концерт. Тоа нема никогаш да му го заборавам. И да, едни од моите идоли ги видов ради тоа што ме однеса брат ми. Да. А тоа беше единствен пат. Добро, во Австрија беше. Фалко, вака, не допре до тебе? Јас сум голем фан на Фалко. Рок ми Амадеус, О, да, Джени. да, го сметам. Тоа се... Ја барам у некоја младост ми остави, ја трага тие песни. Мислам, и искрено ми дојде, викам, ќе го прашам Даниел, викам, дали евентуално може би си се сретнал со Фалко. За жал не успев да се сретнам со Фалко, иако го ценам многу, го сметам како најголемата звезда, австријска звезда во историјата, после Моцарт. Ама не, да. Фалко навистина е и голема легенда и исто голема трагедија како што е за нас Тоше. Пошто и тој загина во саобраќајка. Така почина? Ја не знаем за неговиот крај на животот. Да, видиш. значи потполно исто и беше голема тага кога замина Фалко. Тоше. Да. Исто. Јас секогаш кога им раскажувам за Тоше, и го споредувам со Фалко, им кажувам тоа е исто кога го изгубивте Фалко. Се запознали ти со Тоше? За жал никогаш не. Се спремав да посетам еден концерт него во Виена, во пирамидата, во јужниот дел на Виена, имаше голем концерт, но не знам заради кои причини тогаш не отидовме. И се каам за тоа. Никогаш не го видов во живо. На некој начин сте и врсници. Како? Со Тоше Проевски, со годините. Мислам дека е 2 години постар од мене. Тука не е голема разлика. Не, 2 години е разликата. Даниел, леле, какви се чудни патиштата Божи. Викам, знаеш, многу се израдував кога со твојот менаџер ми најави твоето доаѓање овде, но искрено да ти кажам, првата помисла ми беше и кога разговаравме ми рече дека си фан на емисијата, дека ти е интересна, ја гледаш ово она и мене ми се сврте целиот филм Тоше кога ми се јави прв пат во живот, кога се слушнав, Тоше Проевски, и кога ми рече, Јанко, многу сум фан, стварно би сакал да дојдам кај тебе. Ја, онака останав. И сега ми доаѓа, знаеш, ми се врти, викам, може сега двајцата да ви има. Мислам, која спектакуларна сцена ќе беше со сета должна почит кон тебе. Прекрасен човек си, ама велам, и овде кад Тоше да беше, тоа ќе беше наистина спектакуларно. И многу ми е жал. Вие двајца во дуети, па вие ќе не знам, имам такви некои замисли, респект. Да. И ја следеше неговата кариера, сигурно предпоставувам. Мислам, мајка ми има обичај да ми пушта секогаш нови песни од Македонија и јас не бев нешто одушевен од тоа што го слушав, дури ми ја пушти првата песна на Тоше. И тогаш реагирав одма и реков, ова да. Гласот. Викам, ова да, викам мајка. Ова, пошто јас тогаш слушав музика од Америка, од Германија, многу хип-хоп и R&B. И го слушам Тоше, викам, ова да, викам, конечно, викам нешто што навистина има тежина, се осеќа гласот преку снимката, неговата енергија се осеќаше и Тоше беше првиот што ми ја донеса македонската музика многу поблиску од што беше тогаш, пошто во Австрија научив да живеам друг живот и да слушам друга музика и
првиот пат почнав со Тоше, да слушам македонска музика. Фала ти за убавите зборови за Тоше. Кажи ми, кога го гледаше Тоше, она еуфорија која ја има некогаш, неговите фанови, како го гушка, го бацува, дали помислуваше дека еден ден истото тоа тебе ќе ти се случи? Значи, кога те гледам со девојчињата, со момчињата, како те сакат, како ти подаруваат играчки, како те гушкаат, колку имаш љубов искрена за нив. Ја нема да го заборавам, Тоше првиот негов концерт кога беше, тој е фантастично. Ја така останав на македонска телевизија, снимка или директен прием, појма немам, беше од лизгалиштето, врне истура, Тоше пее, појма немаме, со сопругата го гледаме. И, значи, цел концерт, он е згрбавен и само некој гушка, само некој му подава, дали која беше 2000-та ли година, појма. Даниел, фалш нема, гласот не му бега. И се зачудивме, викам, чекај бе, овој пее на матрица ли, види, невозможно е, две девојки го гушкаат, девојчиња мали го гушкаат, му даваат играшки, он ги бацува, не му затреперува гласот. И тоа, и така и ја исто се фасцинирав од нашиот Тоше. Да, јас навистина сум се уште голем фан и многу сум инспириран од неговата музика и неговиот живот. Така да. Ти и Тоше не сте исти, но мој впечаток е дека тие заслужува славата на Тоше Проески и продолжи каде што он застана и стварно, бидејќи ние очекувавме со него дека он ќе го освои светот и ќе ја представува музиката. Сигурен сум. Сега си ти нашата најголема надеж. Чест е голема да сум на некој начин таква надеж, навистина. Да се споредам, јас со него се уште не можам и никогаш нема да можам. Сигурен сум дека сите уметници си посакуваат таква кариера, сите сонуваме за такво нешто и за тоа мораме да се бориме. Дали ќе ни успее, навистина зависи од многу ствари, треба и многу среќа, треба и многу труд да се вложи во тоа. Но јас не можам со таков голем човек да се споредам. Се уште сум на почеток, иако имам 31 година, јас овие шанси за вакво искуство да направам на голема бина и пред камери, сега ги добивам. Овие се моите први професионални интервјуа, поготово на македонски, секогаш имам малку трема кога зборувам на македонски, пошто се... А се плашиш малце да не ти избега некој вокал или не се секире? Најмногу се плашам да направам некоја фатална грешка и да завршам на YouTube како смешка со 3 милиони views. Не се секирај. Ја кариера направив со такви или слични јавувања во емисија. Да, уствари, убаво е, да, тоа не е е шармантно. битно. Точно. Сакам да ти кажам, кога дојде Тоше кај мене и кога заврши интервјуто, многу беше задоволен и многу беше среќен. Најголемиот дел од интервјуто ние зборевме за музика. Вика, добро, вика, како можеш, вика, цело интервју не ме прашуваш за девојка, не ме прашуваш за овие афери по вестници. Викам, не ме интересира на крај. Јас сум малце музичар и можам да го предпоставам предизвиците со кои еден пејач може да се соочува кога е на сцена. Знаеш, те доживуваат тебе публиката и тоа е тоа, но тој пат не е лесен. Тој пат не е лесен и бара многу самоодрекување. Тоше знам дека се занимаваше и со школување на гласот, но и со сериозни физички вежби. Вежбаше некои борилечки вештини за да се одржи во кондиција и тоа го одржуваше во една висока топ форма. Мене ме интересира. Како ти, како пејач, го одржуваш гласот? Пред да почне емисијата, само што дојде, ти почна да фаќаш некои високи терци и така натаму. Дали е тоа дел од твоите вежби? Имаш ли некоја рутина? Имаш ли професор кај што земаш часови по пеење и слично? За жал немав никогаш прилика да научам од некого нешто или да го школувам мојот глас, но многу сакам тоа да го направам. Има и неколку идеи и понуди да го направам тоа во Македонија, но ќе видиме понатака. Јас станувам и пеам, се капам и пеам. Тоа е мојот ритуал. Природен талент. Јас кога поминувам низ ходник
каде што се слуша убаво гласот, јас морам да запеам. Ревербот тебе те привлекува, браво. Значи, секоја таква просторија ме привлекува. Каде и да одам, колку и да немам време, ќе пеам. Дали сум во кола или на било какво место. Приметивме и во емисија немаш проблем да го пуштиш гласот. Не, нема проблем. Супер се. X-фактор, како дојде X-фактор, кажи ми? Дојде толку... Како те намириса? Како те откри? Кој те откри? Како ти дојде во таа конкуренција? Како влезе, ме интересира. Се сеќавам дека 2009 година бев последниот пат во Македонија, се обидував да извадам песна, да бидам приметен, да пробам дали како ќе бидам прифатен. Каде? Тоа беше големото прашање, како тоа да се направи. Првата граница што ми беше поставена беа самите луѓе што беа збунети зошто јас се враќам во Македонија и зошто јас не бегам од државата. Многу ми сметаше тој став. Браво. И бев многу збунет од тоа и ми вика дека не сум нормален. Зошто јас се враќам кога сите одат. И почнува тоа што повеќе и повеќе да ми се допаѓа дека се враќам, пошто не ми се допаѓаше мислата на луѓето и зошто така се потценуваат на таков начин, зошто мислам немам право да зборувам за животот тука пошто не сум живеел. Не ги имам истите маки кои ги има народот тука, но еве сега сум тука, полека ќе ги видам и ќе ги осетам ќе осетам начинот каков е животот во Македонија. Многу убаво кажано. Но само ми вика дека нема тука пари, нема и јас им викав, јас не сум заинтересиран за пари. Јас не сакам да постанам богат. Јас сакам да пеам. Јас си го барам моето место како уметник. И имам многу доверба дека кај мојот народ дома ќе си поминам добро, ќе бидам добро прифатен или некако надежта не сакав да ја изгубам кон музиката и нешто секаде сум пробал, дали бев во Бугарија на едно реалити шоу, бев во Австрија на реалити шоу, со години се маткав по студија во Виена, ја барав мојата среќа, го барав мојот пат. И се сеќавам на тој момент, 2008-2009, кога напишав неколку македонски песни. Ти компонираш? Пишаш? Компонирам исто, да. Браво. И кога напишав 4 песни, ми се допаѓа, со македонски текст, со се. Тога Мимоза, мојата братучетка, ми помогна со текстовите, таа пишува книги и ми поклона неколку текстови на кои јас направив музика. И само и реков на мајка ми, мајко, јас одам во Македонија. Што ти текна, синко, ми вика? Викам, ќе пеам, ќе одам таму и ќе барам луѓе, контакти, да извадам песна. Не мора ни популарен да сум или славен или што сака нека е, само јас да си ја остварам желбата да извадам една песна или да се реализирам некако. Ти ми простиш, татко ти музичар, дали е се уште жив? Прости ми на прашањето. Фалам на Господа, да. Тоа не знаев, балце бев внимателен, извини. Ми кажеш, мајка ти што ти рекла? Татко ти како музичар ме интересира што ти кажеш. Да, видите, јас и мајка ми... Извини, вака се под прашање. Ако тотално го разбирам твоето прашање, јас и мајка ми имаме една, како да го наречам тоа, специјален пријателски однос. Многу добри другари сме со мајка ми. Свативме тоа. А ме интересираше музичарот што ти кажал. Мајките знам колку си ги љубат децата и колку даваат поддршка, ама музичарот татко ми беше многу внимателен со мене и многу препазлив. Значи, не ми ја надметна музиката никогаш. Да, ми ја представуваше постојано. Постојано ја го слушав како пее, како свири. Така, мислам, кога живеевме во Македонија, татко ми беше пејач, пееше тогаш по свадби, народна музика и се враќаше после ден, после два, со инструменти. И ја ги гледам сите тие инструменти, сеќавам армониката, рабука, ја зедов рабуката и си возев како волончес. Не ми текна дека може да се тропа на неа. Но, значи, инструментите како прво ми беа играчки. И татко ми никогаш не ме тераше да седнаме
виде дека јас сам одам кон инструментите. Мајка ми често више ја криеше тарабуката, пошто ја нервирав кога почнав да тропам Кога без свати контрола. дека можело да се тропа на неа. Престани, кај ви ми ја пукне крија главата. тарабуката и јас секогаш пак ја откриев каде ја кријат и така да примети татко ми дека сум на добар пат, секогаш ме поддржуваше. И секогаш и си посакуваше за мене тоа да го правам. И ме обидуваше на некој начин кога ја губев надежта. Музиката е добра ствар. На било каков начин ќе можеш да си ја искористиш за тебе, е убава. Секогаш запознаваш нови луѓе, секогаш те носи на други места. Чувај си ја музиката, не за корист, за тебе. Тоа беше пораката на татко ми, која е многу мојкна. А со мајка ми си правевме муабет за сите работи. Значи, за моите први проблеми, првите девојки, за се. И така исто и реков, мајка, јас одам во Македонија и... Пола публика сега би сакала да те подпрашам за девојките и за љубовта, но ќе останам принципиелен. Никогаш тоа не сум го поставил, тоа си е твоја интима, дали ќе ја кажеш, повели имаш и други медиуми, мене ме интересира она што си, музиката. Фала многу. Како дојде до X Factor? Ето, да бидам пократок, ако сакаш. Не, Јас заминав слободно. тогаш во Македонија. 2 часа имаш, па имаме Даниел, време. што сакаш, ти си добредојден гостин овдека, слободно земи си, емисијава ќе трае саат време или 3 сата, ти одлучи се, ја немам никаков проблем. Ето, така решив да одам за Македонија, каде што бев, да речам, каде што контактирав големи луѓе во Македонија. Тропнав на многу познати врати. Испадна соработка со господин Григор Копров на Охридски трубадури, каде што ја отпеав песната Нежна ко принцеза, која и беше релативно добро прифатена, мислам на интернационалната вечер постигнав 4-то место, ако не грешам, не знам. Но после тоа едноставно не се случи ништо. Стагнира работата, јас бев дојден од Австрија, месеци без да заработам нешто во Македонија или да напредувам на некој начин. Сите, како што рековме, бркаа, вика, бе, оди пеј си во Австрија, не знаејќи дека во Австрија не постои на вистина таква естрада како што си ја посакувам јас. Тие имаат своја домашна музика, шлагери, таа естрада е многу голема во Австрија, ама јас сам не се гледам. Полка, јодловање и такви кожни работи. панталони, да јодлам и не, се зафркавам. Не се гледав така. Јасно, сватено ми. И си ја барав среќата каде што ме носеше срцето. Ајде да речеме година или година и пол бев во Македонија. Која година е ова, отприлика? Како? Која година е ова? 2007, 2008, 2009? Крај 2008 и цела 2009. 9, добро. Единствената конструктивна соработка која беше автентична и која имаше смисла беше соработката со БМА продукција, со Бертан, кој моментално живее во Истанбул и е многу успешен глумец во една турска серија, а и продуцент и изведувач и пејач. Со него направивме навистина интересни песни, што за жал не успеавме да ги промовираме или да ги чујат луѓето. Но таа соработка беше за мене многу позитивна, пошто функционираше релативно добро, се разбиравме многу добро. Но се на се беше големо разочарување моето време во Македонија, поради тоа јас си заминав. И во тој момент ми беше доста од тој труд, од тоа барање на сила, среќа или успех со музиката. И решив да го променам мојот живот, чисто да одам кон друг правец и решив да се вработам. Бев толку на некој начин изреволтиран и разочаран, не од некои особи, луѓе или едноставно што веќе имав тогаш колку 26 години, 27 години, а не успеав до тогаш, а толку беше голема желбата и си реков, окей, сега сакам да работам, да се вработам физички, да осетам како е да работеш, не дека до тогаш не работав, него едноставно единствениот фокус сакав да ми биде на работата. Така се вработав на градилиште, како што
некогаш кратко сум го спомнал на X Factor, што постана голема приказна дека јас сум работел на градилиште. Тоа е точно, јас работев година и пол директно на граđевина. После тоа добив многу подобра позиција, па потоа уште подобра позиција добив кола од фирмата, се вработав во офис, кај шефот директно, презедов многу поголема одговорност. Што збориш? Ти си го изодел тој пат, Джек, Лондон, од најдолно да стигнеш и до некоја позиција. Низ работа, физичка работа. Да, и имав толку Моја почит, господине Кајмаковски. Моја почит. Јас и пред тоа секогаш или ќе се занимавав со музика, но во време каде што имаше дупки, нели? Треба некој да си ги плати сметките. Точно. Така. Јас секогаш и не се штедев, и не се Браво. со работа. Значи се живо сум работел во Австрија, дали како продавач, дали како вработен во офис или ето на граđевина или промоции разни. Во моите очи си уште поголем, искрено да ти кажам, заради ова. Мислам дека е најнормална ствар тоа. Нели, во странство животот е брз, многу е механички, некако не е толку шарен како животот тука. Иако можеби немаме толку голем стандард, ама многу пошарен е животот тука. Таму е сив, таму е едноставен, механички. Таму само се оди на работа. Јас во финалната фаза на моето вработување во Виена работав 60 сати во неделата. Телефонот ми беше мојот алат. Мене ми се јавуваа луѓе сред викенд, во недела, полноќ, да ми кажат дека се болни, дека нема да дојдат на работа. Имав повеќе од 150 луѓе под мене, кои морав да ги контролирам, да ги организирам и да ги оправдам кога не се тука. Значи, беше голема одговорност. И чекај, таму имаше поголема плата и тоа ти било посиво, овдека со многу пониска плата, ама ти било поубаво. Да, значи, дефинитивно. Парите не се фактор. Апсолутно. Туку внатрешното чувство. Апсолутно. Не знам кога... Многу ти фала што ова го сподели со нас. Не е никаков проблем. Јас сакам на ова место да му се заблагодарам на мојот бивши шеф и да го наречам и ментор, животни ментор на некој начин. Тоа е господинот Даниел Мајкич, кој беше мојот шеф, кој ме прифати да работам таму. Се сеќавам на неговиот првиот разговор на телефон. Се јавувам, еден другар ми постави контакт со него, јас се јавувам, добар ден, јас сум Даниел Кајмаковски. Дали имате уште место на градилиште? Ви треба ли уште луѓе? Бројот ми го даде еден пријател. Вика, си го работел ли ова некош? Викам, не, никогаш не си го работел. Викам, во живот не си го работел ова. Но сум многу мотивиран, му реков, сакам да научам и ми се работи. Кратка пауза, вика, утре во 7 са бајле таму и таму. Неверојатно. Ја викам, како? Неверојатно. Не ми се верува. Не ми се верува. Не ми раскажуваш некој сценарио за некој филмче. Ја дадам број на господинот Мајкич. Не. Респект, просто ми е неверојатно. И тој човек толку ме научи во животот. Толкава шанса ми даде со тоа. Јас буквално 3 години кога бев работен кај него, бев како во војска. Јас никогаш не сум бил во војска, пошто државјанство се уште има македонско, иако сите во мојата фамилија имаат веќе австриско, јас сакав да си го задржам македонското, некако има посеќа дека ќе се вратам назад пак, но можеме покасно да зборуваме за тоа. Имаш крст, убав на тебе, жив доказ дека Господ постои, нели, како ги насочува по некоја суптилно работите. Продолжите, молам, извини. И јас тоа време сега го гледам, како што реков, ко да сум бил во војска. Мислам дека на некој начин ми ги отвори тоа очите. Тоа време беше големо искуство за мене и уште повеќе сватив, уствари, колку ја сакам музиката. И дека тоа, колку и да напредувам во некоја работа, зошто не го следам срцето, се реков. Зашто се предавам на еден систем работнички кој не го критизирам, не го обвинувам, него едноставно за мене не беше тоа што сакам уствари од мојот живот да го направам. Браво, човек, ми изненадуваш со реченици, ја морам да признам, ретко сум сретнал оваква личност, особено, знаеш, ја имам и отворено многу социјални теми, луѓето многу често обвинуваат нешто или некој друг, а ти постојано си правил една интровертна проверка на тоа што сакам, како сакам, и сам си се наоѓаш во тоа. Без оглед дали е лесно или тешко. Јас се сеќавам на едно
што ми го кажа мајка ми порано, рече дека имала една година на школа каде што завршила со не многу добри оценки. И морала дали да учи преку цело лето или за да направи испит, за да ја помине годината, нешто така. И самата се казнела со тоа што се вработила како на место каде што нејзините другари и пријатели од школото прават одмор. Значи, некаде во Струга, тогаш мајка ми, кога била млада, се вработила сама да се казне, да работи, да гледа како другите уживаат, да не и текне да биде Да се дисциплинира. И некако ме потсети тоа се на мене. Не сум имал успех досега во музиката. Зошто се прашував сам себе си? Каде е твојата грешка? Дали не си доволно упорен? Дали не веруваш во себе? Дали немаш самодоверба? Каде е проблемот? Сега ќе одиш да работиш, да се откриеш прво сам себе си, да научиш што сакаш и буквално така испадна на крај. Но да кажам без мојот пријател Антонио Павловски, нели, ние се запознавме 2009 година. Тој беше мојот како да речем најголем и најдобар пријател. Свениот човек во Македонија што препозна и што веруваше во тој, што се убедуваше на луѓето. Овде се запознавте со него? Во Скопје. Тоа е човекот со кого јас контактира во врска со тебе, така? Да, што го нарекуваш менаџер, но Менаџер, тој е многу повеќе од тоа. Тој е твој пријател кој ти помага. Пријател, брат, како сакаш. Браво. Многу голем човек и многу голем пријател. Сега замислите, и тој беше разочаран што 2009 не успеавме некако да бидам приметен во Македонија. Но он веруваше во тебе. И се уште верува. И не престана 3 години да ме убедува да се вратам во Македонија. Но јавив многу тврдо. Викам, гледај, имам сега работа, викам, еве ми дадоа кола, нов телефон, имам свој офис, толку и толку ми ја покачија платата. И тој ми вика, добро. Не е тоа што го сакаш да го правиш. Ја, доста сега, вика, не ми зборувај. Ама некако, значи, не престана тој човек 3 години да ме убедува да се вратам. Ја викам, како да се вратам? Што ќе правиме ако се вратам? Пак ли ќе дремиме година дена да сватиме дека не можеме ништо да направиме и да си одам пак, да ја оставам оваа работа, све да оставам што се изгради в 3 години сега тука, пак да ги спакувам куферите и пак да тргнам за Македонија. Вика, да, ладно. Вика, да. Не те разбирам, вика. И после 3 години само ми вика, добро, вика, окей, јас те пријавив на X Factor, ќе биде сега X Factor Адрија. А оне, значи, тоа е така. Па тоа е, тоа ни е виновен за се. Да, мислам. Даниел, може ли да направиме една кратка пауза? Само сакам да довршам, да морам. Ќе продолжиме. Не, слободно. Само да кажам дека земи си уште колку сакаш време. Нема проблем, ти реков. Одма ќе направиме паузата, пошто за тоа ни сакам да докажам дека после тие 3 години само ми кажа дека ме пријави, ми кажа кратко за тоа шоу и ми рече, ова е последното што го правам, вика, за тебе. Поиќе нема, вика, ништо да ти спомнам за музика. И тек тога неговиот труд се исплати, барем кај мене, во мене, пошто почна во главава да ми работа. Чекај, зошто сега нема повеќе да ме повикува, да ми се јавува, да ми зборува за музика, зошто прекинува ли навистина мојот сон? Дали навистина се откажувам? И реков, не. Не може ова тоа да е крајот. Направив муабет со господинот Даниел Мајкич, мојот шеф. Сад време зборувавме, на крај дадов отказ, се смеевме, плачевме, вика, оди, те гледам во очите дека тоа е тоа, дека сакаш да го правиш. И ден денес се слушаме со мојот шеф и ето така скратено, тоа е приказната зошто јас заминав на X Factor. Си ја раскажал негде како вака приказната? Не во вакви детајли. И има уште многу детајли, јас не знам колку сакаш да слушаш или колку сака публиката да слуша дома, но чак што више мојот шеф ми помогна да се иселам, јас имав тогаш стан во Грац, се исели со мене, заедно ги однеставме стварите во Виена. Ми помогна многу, тој човек ми даде и она ти посакувам се најубаво, јави се понекогаш и секако ќе слушнеме какви се неговите реакции и сега, да. Сега. Но, почитувани, одиме со кратка пауза, веднаш потоа се враќаме назад во студио. Навистина интересна животна приказна имаш. Би сакал да ги дознам твоите детали, а гледам, сакаш и да ја раскажеш. Не,
како да ти кажем, не дека се фалиш со неа или е нешто, но збориш со многу искрени емоции за тоа што си го помина. Па јас немам проблем со тоа да го раскажувам, го сметам како нешто нормално, не нешто специјално или барем за мене е нека голема, огромна промена во мојот живот. Да речеме баш таа година од 2009 или 10 понатака, со други очи го гледав животот и кога најмалку очекував, ми се отвори патот кон музиката. Јас навистина со задоволство го раскажувам тоа, пошто знаеме сите дека е тешко во тој бизнис, тешко е да се качиш догоре, а уште потешко е да останеш и да опстанеш. Значи, навистина тоа си бара голем труд, многу работа, концентрација, дисциплина. Не е само да бидеш пејач или да бидеш во шоу-биз. Тоа не функционира така. Навистина треба да си фокусиран и да не дозволиш ништо да ти смета од страна. Јас тие грешки ги правев во прошлоста. Јас учествував на реалити шоу и тогаш за мене све тоа беше големо задоволство, интересно, како екскурзија. Се го сватив на шала. Не вежбав доволно, не бев концентриран доволно. Девојки, женски, нели, кога ќе станеш малце популарен, тоа одма ти удира во глава. Јас тоа сум го доживеал. Многу луѓе ме прашуваат дали не те удри славата во глава. Ја викам не, пошто тоа веќе ми се има случајно. Тоа веќе го поминав. Кога имав 19 години и кога учествував во Австрија на тоа шоу, кога влегов во финале како единствен странец, јас веќе се сметав како звезда, не знаејќи дека толку брзо после емисијата се ќе исчезне, буквално. Тоа беше и чудно за мене. Јас Како го викаат она 15 минути слава, буквално. Тоа беше голем, како да го наречем, голем шамар за мене. И моето однесување према музиката, према... Значи, не бев доволно благодарен за тоа. Јас се сеќавам дека тогаш кога бев во Старменија, во Австрија, не беше Фейсбук, не постоеше Фейсбук. Јасно, И добивавме буквално пликови со... или како се вика пликова? Да, добро кажа. Со фен пост, од фанови, писменца и подароци. И многу од нив отворав, читав, се одушевив, да, и кога тоа постана све повеќе и повеќе, само ги собирав некаде, ги собирав. Многу од нив не отворив. Денес многу од нив не отворив. Многу од тие писма веќе не знам. За која бројка збориме овде? Значи, секоја недела добивав сигурно по 200 писма, таму бевме многу... Не си можел ни физички да стигнеш да ги отвориш. Не можеш, но барем ќе се обидиш. Така, јас не можам, например, со сите да се сликам. Така, ама, барем ќе се обидиш да се направиш обидувам, така. пошто тогаш изгледа не го ценев тоа секако. И затоа кога тргнав, кога се качив на автобус за Белград према аудиција, пред аудицијата, си ветив сам себе си дека нема овој пат да дозволам, дека ќе бидам... Го сватив некако како... Не сакам да го наречам тоа последна шанса, ама некако за мене го сватив тоа така. Не последна, можеби као втора шанса го свати. Да, значи нешто... Еве ти уште една шанса, Знаев, нешто ако се дозгорете, разочарам, една шанса. Да. Пробај уште еднаш да видиме сега. Браво, одлично. Дека одлично. ако се разочарам од сам себе си, ако не се однесувам така како што си ветив сам себе си, и после тоа не го постигнам тој успех што си го посакував и што си го замислував цело време, знаев дека ќе се разочарам повторно и можеби повеќе претходно. Зато бев многу озбилен цело време. Многу другари од X Factor можеби и мислија дека не ќе да се дружам со нив или дека например ме повикуваа многу често, ајде да излезиме, ќе одиме таму, ќе шетаме, ја ми реков, 12 сат од полноќ, утре во 8,
Ке дојде шоферот да не земе. А ти си наметнал спортски карантин како врвните спортисти пред големи настапи. Тоа фокус и ништо друго. Морав, знаев дека морам. Тие ми викаат Чика Даниел, добра Чика Даниел. Добра Чика Даниел. Навистина се осеќам старно некој момент. Си мислев, добро, јас не сум таков. Навистина сакам да се дружам и да излегувам и да се забавувам, но за нив делував така, пошто за нив тие го поминуваат тоа време што јас тогаш го поминував и јас се обидував да им објаснам дека многу е добра шанса што не се али дека можеш лесно да се изгориш. Не ќев ни да ги критизирам за тоа, многу добро ги сваќав и не ќев тоа задоволство да бидам тој лош фактор што ќе им ги уништи забавите или нешто, но во никој случај секогаш акцептирав се и беше интересно доста. Интересно, доста за мене, јас не ќе тоа да си го сватам овој пат како зафркавање, како многу уживање. Да, уживав, но сакав едноставно силно да бидам концентриран. Соработката со Жеко идеше прилично добро. Он беше прилично наклонет кон тебе и како протеже и така натаму останаа ли тие релации со него додека траеше, сега после X фактор? Да, ние сме, како и пред тоа, сме пријатели, иако не сме сега толку во контакт. Како соработници. Како соработници или како што бевме таму. Дури X фактор или после X фактор бевме уште заедно ангажирани. Ето имавме големиот концерт во Скопје, имавме заеднички дует, за кој сум ја многу благодарен, бидејќи Желко како ментор нема, да речем, никакви обавези према учесници на X фактор. Значи, тоа што го направи, да речеме, за мене беше во интерес на двајцата од нас, да речеме, јас бев многу благодарен што ме покана за дует и навистина тој не мораше да ми пружи рака или да ми помогне. Си ја заврши работата таму што си ја заврши по должност. Но ми понуди дует и јас бев многу среќен за тоа и веднаш се сретнавме во студио. Прогласувањето, како го доживеа? Што се случуваше понатаму, предпоставувам? Како изгледаат тие денови? Интимно од твоја страна. Мислам, знаеме, визуелно знаеме што и така натаму. Ме интересира како ти тоа го доживеа интимно. Еве сега веќе имаме една убава дистанца. Можеш онака да вака. Значи, неверојатно добро се осеќав како прво на финалето. Бев многу поносен што издржав да бидам дисциплиниран. Бев задоволен од сам себе си и моето однесување. И бев среќен што го постигнав финалето. Бидејќи тоа пред X Factor не ми се случи да го постигнам самото супер финале. И бев веќе многу среќен. Бев спремен на се, но и со голема доверба и желба да победам од самиот старт. Но се осеќав толку добро, едвај чекав да излезем на бина. Едвај. Ја, после првата песна, ги прашав луѓето од екипава, не ги прашав уствари на шала, им реков, дајте ми уште 10, им реков на српски, дајте ми још 10 пјесме, вечерас ми се нешто пева. Браво. Си влегол у зона, дефинитивно. Тотално. Иначе на секој настап од X Factor имав огромна трема. Луѓето не ми веруваат кога го раскажувам ова, но јас пиев многу вода, се тресев, ми се сушеше устата. Погледнете ги клиповите, ќе приметите дека многу правам, значи цело време правам така од нервоза, од трема. Не можев ни да зборувам понекогаш, толку бев нервозен, ама тоа исчезна на финалето. И не ми беше јасно зошто. Сум толку опуштен. А до финалето све беше онака стегнато, со трема, тотално. И тоа, на финалето огромна Београдска арена, прво, луѓе, мојата фамилија, сите беа дојдени, последната вечер, последното финале и навистина уживав. Така се чувствував на финалето. Кога ме прогласија како победник, прво кога, нели, секој си размислува, си го замислува тој момент кога ќе го слушне своето име на крај, нели? Или кога ќе слушне друго име. Значи, на двете варијанти си спремен.
И понекогаш и размислуваш, леле, како да реагирам ако не Да, победам? она е како Оскар која се доделува кога ги Точно, држат камерите нели. и она Исто, точно. И сега си викам, како да изреагираш, а да не те после, нели, да не те Сакав да- навалница од критики добиеш ако случај, нели, а бидејќи у тие моменти, нели, ти се гледа веѓата како те, аха, му мрда веѓата, тоа сакаш да кажа. Точно. Многу е, мене искрено да ти кажам, мене тој притисок, иако сум ја медиумска личност, мене ми е незамисливо јас да излезам пред толкав аудиториум. Можам интимно вако со 300 телефони. Навистина? Не можам ја да кај излезам на мене е стадион. обратно. Сега да ми речеш испеј ми нешто, јас ќе се тотално ќе ме фати паник. А да излезам на стадион, на немаш Скопски гајле. стадион, Неверојатно. едно море од македонци. Очигледно дека сме, Значи- тоа ти е природна состојба. Ти Да, си некако создаден за големи работи, ја го имаш тој, како да ти кажам, тој нерв, таа блескава жичка, која таа звезда што ти блеска, го имаш ти за тоа. Тоа е едноставно. Ја, бидејќи знам доста со медиуми, не е едноставно и не може секој тоа да го прави, па дури и твои колеги. Ја знам колеги кои им се затреперувал гласот пред голем аудиториум, ти гледам колку е поголем притисокот, ти толку си поприродно во свој Чудно е елемент. нешто, да. И поготово ми се има доста пати случајно ако нешто ме изреволтира, ако нешто ме изнервира или ме испровоцира пред еден настап, некако добивам екстра енергија Добро. и си викам, окей, сега ќе видите. Добро. Некако така. Добро. Сега ќе видите. Интересно. И тоа ми дава исто. Мислам, не е секогаш така, ама понекогаш ми се има случајно и се имам сам приметено кога влегувам со таква енергија, колку самодоверба не ја почнувам работата. Страшно нешто колку е битно да се верува во себе. Многу е битна ствар во било која професија и било каков проект, која желба си ја посакуваш. Ако не влезиш со таква самодоверба, многу ќе ти биде потешко, можеби и невозможно. Носиш крстови. Верник ли си? Што е верник? Јас не сум Не, мислам, Вака, јас имам, да, имаш религиозни погледи кон животот, предпоставувам. Едноставно. религиозни не би рекол, пошто не сум типичен верник кој Редовно оди и така, во црква така. или ја почитува само својата религија. Јас тоа не го гледам така. За мене религиите се убави, ама сите се убави. Така. Сакав да те прашам меѓу периодот од X Factor до Скопскиот фестивал, ако не се лажам прв пат кога се сретнавме, дури ја малце грубо ти се обратив, батали фестивали, дај издавај албум. Значи, мојата визија за тебе, барем она инстинктивно што ми дојде е дека еднаш по X Factor сега она што сметав дека публиката ќе го бара и ќе го очекува од тебе е X Factor. Е албум и концерт препон со твои песни, нови хитови кои ќе се вадат како синглови. Но искрено да кажам, кога ја прочитав твојата изјава дека животна желба ти била да настапиш на Евровизија, респект и извини за тоа што ти го реков. Не, да ми се извинуваш. Значи, ја не знаев дека имаш таква навистина голема желба, а што е разбирливо, затоа што Евровизија е нешто така големо и спектакуларно, што тебе ти одговара во суштина. Вака, дали некој ја сака Евровизија или не ја сака, треба сам да се одлучи дали тоа искуство за него е потребно или добро, или дали тоа искуство си го посакува во својот живот. Јас порано беше желбата за Евровизија преголема. Во последниве години не беше толку голема. Но знаев дека ако некој ден ја добијам таа шанса да ја представувам Македонија, јас тоа многу радо би сакал да го направам. И поради тоа што бевме поканати јас немав пријавено песна за Евровизија или за Скопски фестивал, но добивме покана која во никој случај не сакаме да ја одбие. Не се одбива. Тоа го гледам така и сакав исто да
со тоа и да кажам дека не летам високо, сакам и можеби како знак на македонската естрада дека и вие сте исто големи како и јас, и вие сте луѓе што се бавите со музика. Јас Гледам, сакам ги освои ти колегите од Македонија кои, нели, има прекрасни пејачи, има прекрасни луѓе, има луѓе со разни табиети, секако како и сегде, ама ги освои ти со твојот пристап и тоа е убаво. Ја ти честитам поради тоа. За жал, морам да те потпрашам околу овие актуелности. Имено, ако ми дозволиш неколку реченици само. Ја уште на самиот почеток од емисијата ти ја честитав победата. Морам да признам, не сум јас некој љубител на оваа музика која ти ја негуваш, но почитувам секој оној кој се обидува нешто да направи, особено кога ќе треба и да ја представува нашата земја, и кога ќе допре до срцата истовремено, кога праќаме некој кој е допрел до стотици илјади млади овдека, ја заслужува мојата почит. Сакав на некој начин да го слушнам и твоето размислување, бидејќи малку ме здоболе целата приказна, бидејќи ти кој се појави на Скопски фестивал, ти можеше само да се поклониш, ќе ти ја дадеа наградата. Ти ја заслужуваш. Уста да не отвориш. За се она до сега што го направи. Не си направил многу, допрва се очекува од тебе, но ти си можеби у овој момент најдоброто нешто од Македонија што може да се испрати. Со сета должна почит од естрадата, нека никој не ми замерува. Но, кога заврши Евровизија и те прогласија, имаме еден миг кој е навистина многу тажена, а тоа е целата афера околу местењето и одекот на дел од балканските медиуми кои до вчера ти даваа толку силна поддршка, едва и како да дочека да те оцрнат и така натаму и така натаму. Кажи ми се едно твое согледување на целата работа, неќам да навлегувам, тоа не ме ни интересира што имало, како имало, туку твое едно размислување и сакам, знаеш, во вечерашната емисија затоа и сакав да излезе од тебе кој си, што си, за никој да нема сомнеш дека праќаме едно паметно, едно талентирано момче кој достоинствено ќе ја презентира Македонија и сите да ти ја дадат поддршката затоа што ти ја заслужуваш без оглед на сите овие афери. Но едно твое размислување околу целава ситуацијата му. Јас се сеќавам дека ние дома, кога гледавме заедно со моите брајки и моите родители Евровизија, која следиме, ние сме фанови на Евровизија на некој начин, се сеќавам дека секогаш со голема страст ги бодревме македонците. Гласавме, навивавме, им посакувавме се најубаво, без никакви замерки. Затоа очекувам на некој начин, не да очекуваме сите многу, него малку бев, да не речам разочаран, што сето тоа почна така првиот ден, нели? Како да го објаснам? Би посакувал да ме поддржат луѓето и во ова. Сигурен сум дека има доволно луѓе што ме поддржуваат во цела работа и ќе си заминам во Виена сигурно мотивиран, но првиот впечаток, пошто нели после победата бевме уште на заедничка прослава, таму давав неколку интервјуа, правевме планови, зборувавме се, сликавме. Аферата и скандалите до мене пристигнаа следниот ден, кога се разбудив, кога требаше да брзам за на аеродром да стигнам до Белград на снимањето од спотот за новата песна. За која нова песна? Токму за оваа песна што ја пееше на фестивал? Не, него за песната која ќе биде во саундтракот представена на филмот Бичемо прваци света. Добро. Тоа е еден нов филм од Србија, мислам дека истите продуценти учествуваат што го снима Монтевидео. Е голем проект и ја имам таа чест да пеам една композиција на Кики Лесендрич, кој го напиша целиот саундтрек на филмот и таа песна ќе биде и прикажана во филмот, така во сите киносали. И
исто еден нов и голем чекор за мене. Нов и големо чекор и задоволство ме оригинал. виде, валјда со брковите, со делот, не знам дали ме виде. Да. Тоа беше мојата улога во тоа време, нели? Тоа беше во 70-тите години. Интересно беше тоа. И морам да кажем дека јас тие скандали ги доживеав многу страшно во првиот момент. Добро. И немав ни време ни Да ги процесираш. да ги процесирам, Така. се брзав на аеродром, реално не можев да верувам што се случува, си викам дали ова се вистина или не. Се загрижи дека можеби ќе изгубиш и победата, дека евентуално ова... Не, јас не се загрижив за ништо, пошто немав причина да се загрижувам за нешто. Ако јас те сум ја заслужил победата регуларно, не ни ја сакам. Јас никогаш како човек не би дозволил да заминам некаде незаслужено. Да бев таков човек, јас ке имав веќе до сега некоја кариера, пошто ми се нудеа доволно шанси 2-3 пати во животот некаде кај некого да потпишам и да правам нешто што не сакам. Јас тоа како музичар никош не го прифатив. Така најмалку би прифатил незаслужена победа да одам таму каде секогаш си посакував да одам, на Евровизија да ја представам Македонија. Значи, јас знаев за себе дека немам никаква врска со целава работа, но дека бев во сите медиуми Експлодира тоа. прикажан како некој, пошто моето име, мојата слика, победник е наместио. Да. За мене беше шок тоа. Си викав со кој памет и кој го прави ова? И со која цел? До каде ќе оди приказ на ова? Дали толку им вреди таа вест и тој наслов или сега, не знам. Или тие 35.000 евра. Или не знам воопшто што се случуваше. Луѓе за помалце родена мајка би продале онда. Нели јас првиот ден кога пристигнав во Белград, заминав веднаш на сет. И снимавме одма, се облеков, бев во шминкерница се викали тоа. Да, добро. Каде што се шминкаат луѓето. И таму пристигна првиот новинар да ме испитува што сум направил, зашто сум зашто сум го наместил фестивал. Он веќе со став, значи. Со став. Тоа е страшно. А ја се уште не знам што точно се случува. Многу ниско. Океј, тоа не е битно, не ми ни прв пат, сигурно ни последен, но во првите 2 дена јас воопшто не знаев што се случува. И бев многу шокиран. Јас размислував за што ли треба сега да правам, што ли треба да речем, дали ова ќе има крај, дали ќе кажат што се случи, дали ќе објават кои се инволвирани, дали ќе му кажат на народот дека тоа не е точно што пишува во новината. Ајде, разбирам дека го напишале. Сите мораме некако така да живееме, да работаме, полека го разбирам и начинот. Толку е нонсенс тебе да те стави. Тоа не можам да ја мислам, толку ми е надвор од думот, тоа е не знам која компарација да ја направам. Ја навикнав, нели, Веста во Велест, кај Маковски полудил, нешто направил, се смее. Даниел, девојка, ја запросува Тамара по 10 Да, она жолта штампа такви работи, разбирам. Знаеш, бе веќе навикнат, и не ме потресе навистина... тоа така, него си викав, окей, што е целта сега, до каде ќе оди ова, што треба ли нешто да правам, дали знам? Сваќаш дека колку ќе идеш по-високо, толку нападите ќе бидат поопасни, посилни, повулгарни. Пониски. Тоа си го приметил секаде секому му прават. Колку си поуспешен, дотолку многу по-лоши работи се вадат. Ама јас не сум ни успешен, јас сум само популарен. Јас не сум ни извадил ни една песна. Јас барем така го гледам. Голем самокритичар сум јас. Не ме слушај. И треба, ја и ќе те критикувам. Кажи ми, чија е песната на Евровизија? Песната е на еден автор што се вика Јоаким Персон и од Шведска. Од каде со него оваа соработка? Па моите пријатели на компанијата Symphonix од Виена, тоа се тие луѓе со кои јас ги направив првите чекори во студио. Така. Па се и овие тие ја релации правија продукцијата на Кончита Вурст оваа година, победничката. Се продуценти, автори, голем тим е тоа на... Чекај, се наежив. Не ми кажи дека може да те видам у фустан и тебе на Евровизија. Ако беше што мислиш? Можеш ли да ме видиш во фустан?
Ако е за така... ме знаеш не, малку. не, сигурно дека не. Ако беше за така, Боки 13 ќе го пратевме. Не е тоа лоша идеја. Јас сум убеден дека Боки има потенцијал да ни направи... Не, као појава, да, за вокал не знам. За вокал не ќе да коментирам, но мислам дека како не појава? само како појава и како мислам како шоумен. Евровизија бара такви работи. Мислам дека треба да оди Боки еднаш исто на Евровизија. Имаш убава песна. Песната е необична за наши фестивали и така натаму, малце одскокнува, прилично е мејнстрим светска, онака звучи. Препознатлива, има добар рефрен. Предпоставувам дека сега следнава фаза, она што беше на Скопски фестивал и снимката, прилично лошо се случи. Значи, односот помеѓу музиката и вокалот, имаше луѓе кои реагира лоша е оваа песна. Он го гледа како целина и лошо му звучи. Ама сега мислам дека следно предпоставуваме дека треба да се влезе во студио, да се стокми песнава, да се преаранжира малце, да се дигне динамички и така натаму и да се сними еден убав промоспот, најверојатно. Ја морам да кажам дека ние навистина работавме до последен момент на се, дали на текстот, дали на аранжманот. Мислам дека Александар Митевски и Бобан Апостолов направија совршена работа за тие услови кои ги имавме. Моравме со Александар Митевски се работеше? Точно, да. Браво, и со он е Бобан перфектен. Апостолов. Тие го правеа аранжманот и јас мислам сите сме прилично задоволни со тоа. Но моравме на некој начин да се прилагодиме. Имаме сега, пошто песнава јас ја имав пред да дознам дека има шанси да одам на Скопје. Значи не било ова дефинитивно за како за не ли си збиравме Одлично. песни дали за албум, дали за некој промоција во странство или за било што. Јас ја имав таа песна, но моравме да се прилагодиме на условите кои ги имавме. Тоа беше да работаме со оркестар, да имаме живи инструменти, сето тоа малце бегаше од целата идеја на песната, но на некој начин успеавме да ја донесеме до негде. Постокмено, онака диско, по клубски звук да имам. Ја Не, сега, и сега сме и ние многу попаметни, но ние ето до крај се обидувавме да размислуваме на сите тие работи. Јас исто лично немам искуство со Скопскиот фестивал и со На здравје нека ти е прво искуство. Не, него сакав да речем како е да пееш со оркестарот и како ќе биде озвучењето на самата бина. Задоволен беше ти од тоа? Јас сум презадоволен од целата организација на Скопскиот фестивал и го сметам како можеби најдобриот до сега. Навистина организацијата беше фантастична. Сцената изгледаше многу професионално. Јас лично со мојот звук, ево слушнете ја снимката и пак ќе напоменам дека и Валентино навистина совршено го одработа целиот фестивал, но еве ќе приметите дека не знам заради која причина, ама почнува песната многу побрзо, па се успорува, дури јас пеам во живо. Имав некои компликации во кои не знаев да се снајдам. Арно и CD-то не почнало да репа. Се шегува. Без никаква критика спрема Скопскиот фестивал, пошто Не, прилипуваме. Гледаш дека ова цело време не те наведувам никого ни да закачаме, нити да критикуваме, ни ништо. Не, само искрено сакам да кажам што мислам. Јас имав, да речам, малку проблеми да се снајдам на таа бина со целото озвучење, со целиот оркестар. Значи и таму беше, но сепак си задоволен од звукот како звучеше таму сето тоа, така? Да, сум задоволен, но кога го слушна, дали ја контрол... слушна снимката како звучеше после тоа, како ние сме те слушнале? Ја слушнав еднашка и не да слушам веќе. Тоа е како со микрофон некој да снимал, а не знам зошто е тоа така. Дали затоа што кога ќе го извадат, значи една емикса. Јас сега сум бил музичар, имав свој бенд, бев бубњар и така натаму, имав доста искуство со озвучување. Значи имаш една миксета која е за сала, така? Но они за да вадат звук од телевизија вади само леви и десни канал и само места толку не иде низ дополнителна
постпродукција, значи да го прилагоди звукот од салата, тоа значи треба 2 миксети, двајца професионалци за да го прилагоди. Ако имало, тогаш овој вториот лошо ја завршил работата. Обично тоа телевизиите го прават со леви и десни канал. Добро, и јас не бев нешто убедливо добар таму, не може да сам кривицата на луѓето. Зашто не беше добар? Не сум задоволен со мојата изведба. Зашто? Можам да едноставно не знам на што лежеше тоа, што беше причината, ама дали немав доволно контрола на тоа што го правам или не го слушав така како не знам, но Јасно ми е. Ти ќе блеснеш на Евровизија доправа, значи. дај Боже да е така, јас но морам Како на X Factor ќе биде ова. Дај Боже, дај Боже да биде така. Ќе ја доработувате ли песната? Сега ќе претрпи ли некои аранжмански измени, Ќе ритам? направиме да биде совршена. Да, браво. Ќе направиме, ќе работиме. Кај ти е планот да го правиш тоа? Тука, горе? Следнава недела или за 10 дена, најкасно, мислам дека ќе заминиме за Виена. Таму ме чека продуцентскиот тим така. од Шведска и моите другари од Австрија, со кои ќе работиме на песната и на аранжманот. Пред се, ќе размислиме и за текстот, дали е така напишан како што си посакуваме ние и ќе ја снимаме и песната, ќе ја снимаме и на македонски уште еднаш, ќе ја снимаме и на англиски, ќе ја снимаме и на неколку јазици. На кој ќе ја пееш? Ајде да видим. Ајде да видиме како ќе биде. Многу мина фасцинирани од твојот настапа, бидејќи си живеел во Австрија, си учел повеќе јазици, германски, прилично фантастично го владееш, плюс тоа англискиот, нели, затоа што си бил и надвор, си го прилично совладал и морам да признам дека твоето пеење на англиски јазик звучи навистина топ. И многу ми нарекоа, кога ќе одиш, обично народот бара на македонски. Пеј, иди на македонски и така натаму. Сега па реакциите, колку јас ги сгледам, па велат спротивно. Даниел да пее на англиски, затоа што тука они очекуваат дека ќе блеснеш онака добро како на X Factor што беше. Некако имаш, како да ти кажам, како да ти не ти е погодена уште тебе добра песна со текст соодветен за твојот вокал и кога пееш ти на англиски некако поприродно звучи. Добро, видите, тука имавме многу фактори с теа што требаше да ги вклопиме во целава работа, во целиот проект. Значи, тоа беше како прво што песнава треба да е фестивалска. Да. Не е ни албумска, не е ни балада, Не, добро. Гледаш да направиш, значи, некој цел проект и концепт за сето тоа што го планираш. Имаме ние веќе неколку песни што ќе бидат на албумот, на мојот прв албум, кој сигурно ќе ги извадат моите вокални способности. Ама тоа си тотално во право. Не е тоа секогаш лесно. Не. На секоја композиција од пејач да извадиш. Сега првиот албум што те чека. Мислам, ти успеј ова. Направи ни ја белјата, големата белја. Ја мислам дека ќе ни направиш ти голема белја и дека Европа ќе биде вџашена и дека ќе се чудиме у кој хотел да ги сместиме пеачите до година ова. И ќе биде жива паника која ќе има трчање, владата ќе се задолжува Светска банка, едно 100 милиона евра за градење нови комплекси за да се направи, бидејќи Евровизија ќе се одржи до година во Македонија. Тоа да Македонија. го видам. Ако тоа се случи, јас лично ќе помогнам да ги изградиме сите. Дали ќе идеш вака стрейтерски, дали ќе имаш некој посебен настап или ќе идеш нешто скандалозно, не знам. Знаете дека Да не не бидеме сум сега- голем фан на скандали. Јас никош не си. сакав да се промовирам на Но таков начин. Евровизија бара. Што да правиме сега со тебе? Фино момче, пристојно. Европа како да ги заборави фините, пристојни, убави, културни, полни со љубов, разбирање, толерантни. Вака се одушеви од дамата со брада. Знаете јас како го гледам тоа? Јас сум Или лорди пред некоја година хеви металците. Јас го гледам тоа вака. Јас сум македонец. Јас го репрезентирам македонскиот народ. Ние можеме заедно да одлучиме што ќе правиме. Македонскиот народ е доста музикален и се развира од таа работа. Како што велиш, ете сега прв пат викаат нека пее на англиски. Ајде, окей, ќе ги снимиме, ќе слушниме, ќе одлучиме. Можеби не е навистина лоша идеја. Јас исто си посакувам да пеам на англиски на Евровизија.
ама сакам и, например, на домашен терен да си го негувам македонскиот, да си пеам и песни на македонски. Апсолутно, албумот Да ме разбираат и луѓето си. Знаеш, со Тоше често разговаравме кога го снимаше неговиот последен албум, имав интервју и пред саобраќајката имавме последното интервју. Во предпоследното интервју тоа вика, како успеваш, например, кога ќе се насочиш, он работеше во тој момент. Сега ти ќе дојдеш до прва, се надевам пак ќе имаме прилика да го разговараме. Значи, он во студио ги вежба песните, ги вежба и ги пее на македонски. И се завршува тоа, издишуваш, треба на српски. Тоа е веќе, луѓе не можат да сватат дека тоа е таков преклоп треба да направиш внатрешен во својот талент и колку е многу тешко да се адаптираш, нели? Бидејќи он праеше и за балканскиот пазар, па праеше и на англиски, сето тоа ментално исцрпува. Зато он имаше навистина топ форма, беше ретко кој музичар можеше така да функционира. Дефинитивно, затоа и никогаш никој нема да го замене. Затоа е Тоше. Никој не може да се споредува со него и затоа мислам дека тој ни го отвори патот на сите нас. Браво. Пошто сега например во Србија не е толку страшно ако не ја изговориш ш и ч и дж и сите тие букви баш српски. Не е толку страшно бидејќи нашиот Тоше беше таму, кај него некои песни исто се приметуваше дека не е србин, но беше тотално окей. И сега ја добиваме ние ради тоа шансата да го следиме неговиот пат, барем да се потрудиме да така јас го гледам. Браво. На некој начин. Браво. Кој ќе работи на твојот албум? Имаш ли сега планови или сега све ќе се фокусираш ти психофизички на настапот на Евровизија? Ќе имаш ли танчерки? Ќе имаш ли пратечки вокали? Ќе имаш ли, не знам, акробати? Имаш ли некој глава некоја визија? Малку за тоа. Да, размислуваме дали да направиме нешто навистина невидено до сега, но тоа е исто... Еве ти предлог, земи ги бабчорки. Кој се... Праша ga татка, ти ќе ти каже, чего ми познат. Тоа е кумановски три пејачки, легендарни, стари. Сигурно ги знае татко ми. Да. Размислувавме за тоа, се разбира дека и прашање на буџет, значи колку ќе вложиш во целата работа. Секако ќе помогне македонската телевизија, државата и така натаму со тие финанси? Да, се разбира. И сега ќе видиме колкава е черката. Да не бевме, например, ограничени финансиски, ќе можеше да направиме базен на бина, јас да пливам, да нуркам и да пеам под вода или било какви работи. Јас сериозно те сваќам. Да. Озбилно. Јас сериозно те сваќам. Тоа не е, имавме една таква слична идеја, ама да, малку одлетавме можеби со мислите. Многу дали. Ама и тоа е убаво. Види, ако го заситиме водата со кислород, ја презаситиме со кислород, возможна ја. Дури и физички. Не, ќе видиме за тоа, да. Ќе размислиме интензивно. Сакав да кажем дека поради проектот Евровизија, кој ќе биде сигурно напорен во следниве месеци, промотивно и сите тие работи, ќе се патува многу. Како што се спремаше и за X Factor, така ќе се спремаше и за Евровизија, фул концентриран тоа. Да, но немаш концерти во меѓувреме нешто, настапи, најави и така натаму? Ќе имам, сега договараме за нова година. Не можам да кажам уште каде, пошто не сме одлучени се уште. Да не се стрчаат одма и по карти, не кажи одма. Да, но мислам дека ќе бидеме во Македонија. Добро. За нова година ќе настапувам сигурно некаде во Македонија. Измеѓу исто да, но сакам да кажам дека паралелно ќе работаме на албумот, за кој веќе имаме 8 композиции кои се супер. Имаш ли ти твои композиции? Имаме мои композиции на албумот, да. Како ќе биде по звук? На каде влечете? Музички? Различни песни се. Имаме 2 композиции од Хрватска, од еден фантастичен... Дали стилски ќе биде онака концептуален некако или ќе биде еден компилација од повеќе стилови и жанрови? Јас, мојата замисла за себе си на Балканот е, јас сакам да створам музика која ќе биде на некој начин
веќе позната и полесно прифатлива за луѓето, ама од другата страна свежа и актуелна. Сакам да се обидам да направам еден искрен албум и искрени песни. Еден искрен Даниел, да го представам, еден искрен уметник. Песните, не знам со што може да се спореди. Имаме добри балади, имаме сакаме тоа све живо да звучи, да имаме живи инструменти, аранжмани. Има побрзи, има поспори песни. Гости? Моментално уште нема, но... Сакаш да си го направиш свој автентичен. Тоа не е лоша идеја. Не, но јас реално би си посакувал да имам гости. Вака малце перкашен ако треба нешто. Да? Ќе те викнам, ќе му речам на Тони да те се... Да дојдам ја во Виена, одма. И тарабуката ќе свира донесија. Шега на страна, време ми е, мораме да направиме втора пауза. Веднаш потоа, малку ќе продолжиме уште малку. Може. Купе SMS му стигнаа на Даниел, да, таму е мониторот. Задоволни од настапот. Се договоривме јас и Даниел во меѓувреме, почитувани гледачи, да не ги отвараме телефоните на мој предлог. Он сакаше да оставиме отворени телефони. Реков најде во текот на емисијата и му го реков следново. Толку ми раскажа вечерва една топла, убава, човечка, искрена, животна, приказна, да мислам дека да ја оставиме вака во целина и со сета должна почит да не се расипе заради ексцес на некој си или така натаму и овој прекрасен впечаток кој го остави, бидејќи оваа емисија ќе биде, нели, ќе трае многу долго и се надевам дека еден ден со гордост моите внуци ќе гледат, гледај со светски познатиот Даниел, дедо Јанко правил интервју. Но се договоривме дека кога ќе имаме веќе нешто најава или концерт или нешто и така натаму за фановите, ќе дојдеш тука со отворени телефони, ќе делиме автограми, ќе им доделиме нешто награди. Едноставно, просто е голема еуфорија по тебе. Се бараат маечки, се бараат, не знам, блекзи со твоето име, нешто постерчиња, слики на кои да се потпише и така натаму. Чувствуваш ли дека веќе е потребно малце и на тоа поле да не оставаш на стихија, туку малце поорганизирано да имаш? Имаш ли некои вака размислувања на таа страна? Да, сум размислувал на многу работи, само знам дека мене лично ми е многу битно да го направам прво тоа на што сите чекаат, тоа се песните и албумот. Некаде назад сум го ставил тоа во страна. Добре. Дали скромен си. Треба да има чаши така, и маички со моето лице. Скромен си. Океј, кажи ми, освен новогодишниот концерт, дали новогодишниот концерт кога ќе биде, бидејќи ако има нешто, и Тони исто така во договорот, да не се вознемируваат родителите и така натаму, се договоривме да не го најавуваме, за да не се вознемируваат и твоите фанови сега па навечер врне, не врне, чекање, барање за подпис и така натаму. Се договоривме до последен момент да не го објавуваме твоето гостување. Но ти имаш огромно трпение. Ти како го доживуваш сето тоа? Таму има тинејџери и тинејџерки кои се толку млади, кога секој твој гест и збор едноставно ќе им остане како печат за навек. Ја чувствуваш ли таа нивна еуфорична љубов која имаат кон тебе и како се носиш со сето тоа? Ретко кој го има во Македонија го доживува тоа. Па да, затоа викам дека многу се радувам што имам таа чест ова да го доживеам, да бидам идол и на мали дечиња. Сега настапувавме заедно на Златно славеќе со песната Секој и убав потек од твоја страна што дојде на Златно славеќе. Многу убав потек. Да можев ќе дојдев на секоја представа. За жал не беше тоа, физички не беше можно. Но во секој слободен момент
измеѓу термини, состаноци што ги имавме, брзавме, трчавме на Златно Славиче, се сеќам дека Тони баш ме Настапи на Златно Славиче, така? Да, настапив, да. Со која песна? 4 пати, 5 пати, мислам. 4-5 пати настапи? Да. Па со песната секој која ја снимавме заедно со дечињата си. Ја гледал? И го имаш гледано? Не, извини. Не си го гледал спота? Извини, no. Sorry. Многу е добар. Okay. Уште еднаш комплименти на продукцијата што го работеше ова Антонија Павловски, неговата екипа. Заради мојата грешка, ветувам дека ќе го залепам тој спот на крајот разговорот со песната, со емисијава и ќе го постирам тој спот и уште еднаш ќе се извинам, бидејќи јас реков поп и шлагер сцената многу слабо ја следам. Каква музика слушаш? Јас сум дете од 103, едно алтернативно радио, малце музики од длабока електроника, медитација, амбиентална музика. Браво. И така натаму, доста. А јас бил и дисџокей, затоа не ми е непознато мејнстрим музиката, поп и шлагер, иако интимно, Брайан Ино, Future Sound of London, Pink Floyd, Zeppelin, Radiohead и така натаму, тоа се. Ама не ми е, бидејќи сум бил и дисџокей, нели, не ми е непознато се она што било мејнстрим шлагер и да го препознавам како добро, затоа што сум забавувал публика многу. И така што не ми е непознат и туѓ разговорот со соговорник со кој немаме допирна точка. Знаеш која беше моето отрезнување? Прв пат кога отидов во Велика Британија, кога стапнав таму и влегов во еден паб, бидејќи тоа ми беше желбата, паб да видам, нели, да се напиеш пиво. И седам и гледам, оптеретен во тоа време, значи многу е одамна, оптеретен во она време, знаеш, панкери, рокери, шминкери и тоа таква поделеност до нетрпеливост. Така беше во тоа време. Јас седам, стојам на шанки, гледам, во клубот имаше настапено еден джезер, црнец, крупен, целиот со прстени, знаеш, онака, црнци не знаат, онака, джезер, нешто као Биби Кинг беше, гитарата до него и седи, прави муабет со еден панкер. Целиот искубан, онаков, најхардкор панкер. И за мене беше откровение, ако вие двајца седат и разговараат за музика, па ја што се будалам да си ставам огради во главата. Така, бидејќи поготово музиката не трпи, без оглед на која е. Многу е битно да не си поставуваме граници, дали е тоа во вкусот на музиката или некои работи кои сакаме да ги постигнеме. Open-minded е многу битно. Ќе има ли шанса пак да те видат? Бидејќи сега ќе ме вјасаат баби, мајки, што не кажа да се потпише, ќе има ли шанса негде да те видат, да се сликаат? Да, секако. Ќе бидеш тука присутен? Дефинитивно, јас секако сум повеќе сега во Македонија, него ли било каде на друго место. Што да кажам? Јас сум секогаш отворен за такви работи, сакам да бидам достапен за народот и присутен и се, значи такви работи не се никаков проблем за мене. Од моје лично име, од име на екипата и моите гледачи, јас ти благодарам на честа укажана овдека, на прекрасните зборови кои ги кажа. Ти посакувам искрено успех, добро представија Македонија на Евровизија и направи да се гордееме со твојот настап без оглед на кое место е, а ја тврдам најодговорно, можеби не победен, но тврдам дека ќе имаш најдобар настап од сите наши досегашни представници кои настапиле на Евровизија. Секое добро. Ти благодарам многу. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.